Знаете, кога го видов оваа слика, кога ставија на интернет, што ме подсети. Ме подсети на боксерски меч. И, значи, она како еден со друг, еве ги тие што ќе се борат, да. И многу интересно, и си викам, ја, за што ќе се бориме денеска? И кога гледам само едно шише вода, викам, најверојатно за шише вода ќе се бориме. Океј, навистина е, како да кажам, за тие кои што не знаат, или кои што не го искусиле Светиот Дух, тие кои што не го искусиле Исус, е навистина добра привилегија денеска да се слушне за Него и да се вкуси, да се допре тој Исус, затоа што, видите, само тој е единствената надеж, единствената утеха, единственото нешто за кое што вреди да се, не само да се живее, него и да се размислува. Ја не знам за секој еден од вас овдека кои што седите и за сите тие кои што слушаат на тие проповеди, ја не знам како е, да не се размислува за Исус. Ја не знам, нели, ќе звучи како фалба, ама ја најверојатно секој ден размислувам за нешто од небото и све нешто правам некои комбинации, све нешто прашувам или подобро кажам, све нешто одговори ми доаѓаат и се знам, седев со еден човек во Холандија и додека седевме реков нешто за кое што знаев дека не е само случајно кажано. И знаете што кажа човекот? Прв пат во животот слушнав такво нешто. Може би постои, може би вие сте го слушнали. Знаете што кажа човекот? Рече, ова што ми го кажа е како одговор на прашање кое што не било поставено. Разбирате, многу често не имаме прашања и ние мислиме дека треба да добиеме одговор, но небото е такво што веќе има спремено нешто за тебе уште пред да го прашаш. Тоа е убавината на Божјото царство, што не чека да ти прашуваш, не чека да ти се поттикнеш сами од себе си, него веќе донело нешто пред тебе во твојот живот преку некој човек како одговор или како реченица, како заклучок. И ти си викаш, ама ја него ни прашав ова. И небото вика, бе, ако не си прашал, си слушнал некојаш за благодат? Си слушнал дека тоа е незаслужено? А тоа што често ние мислиме, ако јас поставам прашање и ако добијам одговор, тогаш тоа е сум направил нешто. Но небото вика, не, уште пред ти да прашаш, ние веќе имаме одговор за тебе. Уште пред ти да побараш нешто, Исус им вели на луѓето, вели, уште пред вие да побарате нешто, вашиот татко горе на небото знае што ќе побарате. И бидејќи знае што ќе побарате, он веќе го спремил тоа. И едва и чека да се појавиш ти да разговараш малку со него или пак барем да помислиш на него. Не мораш да прашуваш, само да помислиш. Разбираме овој дел. Уште пред ти да побараш. А зашто го прави тоа Бог? Зашто уште пред ти да побараш? Он веќе ти дал нешто. Знаете зашто? Затоа што сака да разбереш што е благодат. За да не се фалиш да кажеш, јас барав, јас се будев во 6:33, јас се будев у 5 саат, јас читав Библија, јас се трудев. Таткото ти вика, бе, окей, ама ја тоа го направив уште пред ти да направиш било што. Се сеќавате на оној стих што вика, не го најдовте вие Исус. Исус вас ве најде. Што е тоа? Тоа е благодат. Тоа е дефиниција на благодат. Исус ти вика, ти покажам ја каков сум, ќе те земам, ќе те спасам уште пред ти да побараш од мене. Уште пред ти да помислиш, ја тебе ќе те најдам и ќе пратам некој човек околу тебе што ќе ти зборува. Ние го слушавме сведоштвото на Маги, нели? И го слушнавме тој дел, решила Маги да го бара Господ. Стварно. Како ти Маги ти текна да го бараш Господ? Не знам, едноставно нешто се случи во мене. Не можам да имитирам Прилепски, ама нешто се случи во мене. А тоа најверојатно нешто што се случило во нејзе е Светиот Дух веќе во нејзе ставил благодат за да може да го побара Господа. За да може да се потруди да го побара некако. А он веќе спремил и контакти кои што ја чекаат. Спремен одговор, тоа се вика благодат. Веќе е спремен одговорот. И затоа Исус е најубавата работа во нашите животи. А тоа што најдобриот дарител на благодат е Исус. Словото ни вели дека дојде полн со благодат. И ако не го запознаваш Исус, тогаш не разбираш благодата, тогаш твојот живот ќе ти биде терет, ќе биде напнато во твојот живот. Ја не верувам дека Исус дојде
да ни даде живот, живот во тешкотија. Ја не верувам во таква нешто. Всушност, ја некаде во Библијата сум прочитал дека Исус вика дека дојдов да ви дадам живот, и тоа не запира таму. Значи не вика само слушајте луѓе, ќе ви давам живот, па правите што ќе знаете, нешто снаоѓајте се, ти таму со книжка, ти таму со врски, ти таму фати некој за гуша, ти некој таму малтретира ги. Вика не, Исус вика дојдов да ви дадам живот, и тоа живот во таква мерка што како и да го погледнеш се нарекува изобилие. Изобилен е со убави работи, изобилен е со благослов, изобилен е со мудрост, изобилен е со благодат. Али знаете што е работата за кога ќе слушнам некои христијани кои што велат дека животот е тежок? Независно дали стварно ти мислиш дека е тежок или стварно ти е тежок или стварно се случува тешки работи околу тебе. Едно нешто што јас го разбирам од Библијата, едно нешто што го разбирам, е тоа дека постојат принципи, постои начин, постои послушност. И има еден стих, мислам дека е во, ако читате, мислам дека е Изреки 13 глава. Изреки се многу интересни работи, затоа што имате многу мудрости таму. Значи читаме од Изреки 13 глава. И ако читате Изреки 13 глава, таму зборува, всушност скоро сите стихови се вака изгледаат. Паметниот и будалиот. Паметниот и глупиот, паметниот и тој што не разбира, грешникот и праведникот, грешникот и праведникот. Значи, скоро сите стихови се компарација. Знаете што е компарација? Споредба. Ги споредува и кажува, слушај, овој ваквиот, тоа му е крајот. Мислам дека е 13 глава, иди до 20 стих, мислам дека е 20 стих. Океј, стој тука. Видете, од 18. Немаштијата и срам за оној кој што го отфрла учењето, а оној кој што ја пази поуката ќе се прослави. Нели ви кажав? Паметен глуп, паметен прост, неук ваков, праведен грешник. Сите стихови се скоро така. И видите, 19 стих. Исполнетата желба е пријатна за душата, но на глупавите им е тешко да го одбегнуваат злото. Ја не го напишав ова, да знаете. Значи, ја ова не го формулира вака. Океј, слушнете, 20 стих. Кој се состанува со мудри? Всушност, кој се дружи со мудри луѓе? Вели, мудар ќе биде, а кој другарува со безумни, глупав ќе биде. И видите сега што се случува. Значи, ова е принцип, ова е правило, ова е стандард. Тоа е исто кога да влезете во некоја фирма, иако не можам да го споредам во никој случај, али мора да знаете дека сите закони, сите правила, сите однесувања, секој бонтон, секоја како се вика тоа, секој начин на работа, принцип доаѓа од Библијата. Сето тоа што денеска го гледате во некоја, например, идете во некоја школа и таму велат учителот поучува, а учениците слушаат. Нели ќе кажеш тоа бе добро, тоа секој го разбира. Да, ама некаде од негде излегло. Зашто вика тие што слушаат поука? Значи, некој ги поучува. Што се случува со тие студенти кои што не сакаат да слушаат поука? Обично или испаѓаат битанги и бараби, па завршуваат по затвори и по не знам што све не, и стануваат отфрлени од општеството, или пак стануваат црни овци во едно општество. И потоа они се чудат, зошто мене ми се случува ова? Колку пати вие сте се прашале, зошто на мене ми се случува ова? Затоа што најверојатно си сеел нешто и сега си жнееш нешто. И сите принципи кои што денеска може да ги видите во секој сектор, во секоја област од животот, се всушност работи кои што потекнуваат од Словото или од Библијата и се ставени како принципи. Ако не ги одржуваш, ако не ги почитуваш, доаѓа последица. И видите што пишува. Кој се состанува со мудри, мудар ќе биде. А кој другарува со безумни, глупав ќе биде. И сега, колку пати се среќавам со луѓе и ми кажуваат, Зоран, ова ми се случува во животот. Ова ми се случува во животот. Знаете, ми кажуваат за некои драматични работи, за некои ултрадраматични работи, значи дури агресивни работи. Ја првин ги две прашања поставам секогаш. Јас сум малку мудар човек и поставам две прашања. Првин ги прашувам дали пијат лекови. Затоа што тоа лековите можат скроз да ти направат реалност. А втора работа ги прашувам какво друштво имаат. Со какви другари другаруваат они. Со какви луѓе се дружат.
Со какви луѓе, од какви луѓе они примаат совети. И тие две работи ми се за мене една голема дефиниција, една голема слика. Како они во моментов ги гледаат нештата. Значи, дали се напои, а тоа апчињата се можат скроз да ти извртат цела слика. Скроз, да те направат друг човек. И со какви луѓе се дружат. Тие две работи дефинираат како се однесуваат, како ќе биде нивниот живот во основа. Така да немој да се чудите за некои луѓе зашто им се случуваат екстремни работи. И ние одма да се молиме за него. Не, застани, прашај го. Дали пие нешто или дали зима нешто и дали и со какви луѓе се дружи. И да му кажеш совест, слушај, пише у словото. Кој се состанува со мудри луѓе, мудроста ќе следи. Ај следниот стих. 21 стих. Грешниците злото ги гони, а на праведниците им се враќа добро. Сакате уште еден стих. Добриот остава наследство и на внуци. Опа! Значи, ако си добар човек, треба да имаш наследство, за да можат внуците да зборуваат добри работи за тебе. Да не кажуваат, беше тој скржав дедо и баба. Ништо не дава. Чуваа таму доле под перниците, под килимчињата. Вика, добриот човек остава наследство и на внуци, а богатството на грешникот се чува за кого? За праведните. Сакал некој тоа пак ќе дое кај нас. Имате цел. Праведните имаат богатство многу години, неправедните брзо го загубуваат. Читајте 13 глава. Неверојатно, каква споредба, каква утеха за тебе и за мене. Бев инспириран тоа што збореше за утеха. Океј, ова беше само еден мал дел, само да ви кажам нешто. Сега почнуваме со проповед, може? Многу е важно за тебе и за мене што ни е инспирација, кој не инспирира, кој не води, со што ние, каде е изворот наш. А тоа што видите, јас сум свесен, не сум некој, како да кажам, има разлика помеѓу христијани и христијани. Имате луѓе кои што сакаат да живеат во пештери, во пустињи, имате христијани кои што сакаат да живеат тука на земјата. Така да ја тука живеам. Ги гледам работите, ги сонувам. Всушност многу често ги сонувам пред да заземат форма тука доле на земјата. Така да многу од нештата не ми се нови, не сум шокиран од нештата. Зашто во духовниот свет веќе се, како да кажам, веќе се наговестени, веќе ги има таму. И само треба да погледнеш малку над ова што е тука, за да можеш да видиш што доаѓа. И затоа многу често луѓето се изненадени. Знаете, идете со луѓе и се изненадуваат. Ова ме изненади. Ја викам, не ми изненадува. Мене скоро ништо не ми изненадува денеска. Зашто? Тоа што веќе ги вкусуваш работите во другиот свет. И затоа треба да бидеме луѓе кои што сме спремни да реагираме на ситуации. Спремни да знаеме што ќе кажеме. Спремни да реагираме на христолик начин, не на наш начин. Знаете, колку е лесно да се биде како сите други. Да бидеш збунет, да бидеш гневен, да бидеш љут, да бидеш разочаран и да бидеш без надеж. Колку е лесно да се биде така. Колку е лесно само да те заземе таа река. А колку е од друга страна тешко е, ја би рекол благословено, да ги разбираш нештата, да бидеш полн со надеж, полн со благодат, полн со вистина, да бидеш полн со љубов, да бидеш полн со добрина, да можеш да правиш нешто што луѓето не може да те разберат. И кажат, зошто го правиш ти се во ова? Како можеш ти да бидеш толку добра личност? На што си ќе те праша? Знаете, често ме постават, Зоран, на што си ти? На ништо, бе, брат, на ништо. На Свети Дух сум, не знам да ти кажам. Не зимам ништо. Сигурно не, не зимам. И луѓето нека се чудат. И треба да се чудат. Затоа што треба да го видат тоа нешто во тебе. Мора да биде видливо. И јас сеќавам последниот пат, јас се сеќавам, не знам за вас, последниот пат зборував за што зборував? За копнежите во нашите животи. Зборувавме за тоа дека Бог е заинтересиран за секој детај од твојот живот. И ја не можам тоа да го отргнам од мене. Дека Бог е заинтересиран за секој дел од твојот живот. И некој ќе каже, добро, Зоран, ја разбирам дека Бог е заинтересиран за духовниот свет. За духовната состојба моја. Не. Бог е заинтересиран за се што ти правиш.
Знаете како сум уверен за тоа? Ајде ќе најдеме еден стих. Ајде читаме во иако звучи, нели, повеќе овој стих звучи како да е Божја промисла и како да е нешто од Бог, него како што е од нас. Читаме во Ефесјаните 2 глава 10 стих. Каде го пишува овој стих? На друго едно место. Кај сте го приметили Ефесјани 2:10? На поема. Ефесјани 2:10. Леле, луѓе, приметувате ли вие нешто? Зашто негово дело сме создадени во Христос Исус за добри дела. Сега, обично ние вака правиме. Го читаме овој стих вака. Види, Зоран, зашто негово дело сме создадени во Христос Исус за добри дела, и ова добри дела го тргаме некако на страна, и нагласокот е кој што Бог однапред ги подготви за да живееме во нив. Не сваќајки дека овој стих не е само за пред 2000 години. Овој стих е валиден и сега. Жив ми е мен. Реален ми е на мен. Та кога ја размислувам за него, велам вака, ја вака си го тумачам ова што викаат македонци, ја вака го тумачам ова. Зашто Бог вели дека јас сум негово дело. Сега. 2018 година. Значи сега ја во овој момент сум негово дело. Така? Бог ме гледа, јас го приметувам него и во овој момент вика Бог, Зоран е моје дело. Значи не станува збор за нешто во минатото, него зборам за сега. Сега во овој момент Бог вика, ти си моје дело. И јас го гледам тоа и се чувствувам како таков. Реално ми е, живо ми е. Океј, живо ми е дека сум негово дело. Го разбирам тоа како да е, како што викаат на англиски present. Present tense. Значи сегашно време, во сега, во овој даден момент, сега јас сум негово дело. Не пред 2000 години, не во Библијата, не само напишано, него сега сум негово дело. Така се чувствувам, така знам и така живеам, така дишам, како да сум негово дело, сега. И затоа знам дека Бог беше заинтересиран од вечноста, да јас сум негово дело, сега станав негово дело и се интересира да живеам како негово дело сега. Океј? Кажуваме амин на ова. Ова важи како за мене, важи за тебе. Сега, слушайте се. Вели, создадени во Христос Исус за што? За добри дела. Дали разбираме дека сега, кога Бог вика ти си сега дело мое, значи јас те создадов тебе. За тие кои што имаат родители, ова најубаво ќе го сватат. За тие кои што не се родители, малку ќе им биде јасно ментално, ама не може да го сватат во своето битие. Ментално ќе го разберат, теоретски ќе разберат, али не може да го сватат, како да кажам, не го вкусиле. Значи, ја и Ребека имаме 4 деца. Океј, дојде еднаш една личност и рече, леле, колку е убаво ова детево, не знам за кого беше, за Нико може би беше, рече, најубавото од Зоран и од Ребека на него е. Со други збори сакаше да каже, Зоран има некои, како си тоа, грди страни, али тоа најубавото од него на него е. Така, се она не кажува, ама јас тоа го разбирам, нели, ја не сум прост. И колку и да тие деца личат на мене, што викаат плюкнати да се на мене, значи оригинал, како мене, така личи, така збори, значи таа личност, колку јас да сакам, колку јас да пробувам, да ги контролирам, не можам и не смеам, ниту пак ми е дозволено да го правам тоа, зашто бидејќи тие се скроз, иако доаѓаат од нас, доаѓаат од мене и од Ребека, иако имаат толку сличности, толку манири имаат како мене и Ребека, сепак се своја ентитет, како да го кажам, своја личност, своја персона, свој персоналитет. И ќе одлучуваат да прават нешто како што они сакаат, како што они ќе замислат. Ја колку пати ќе пуштам некоја музика и ќе ги викнам, дојдете да слушате музикава, многу е добра. И ни каже, тато, немој бе, не чини ова, не ни се допаѓа. Бе, како не ви се допаѓа, ова е најубавата. Значи, јас можам да пробувам да ги манипулирам и да ги заведам да го сакаат тоа што јас го сакам. Но на крајот на денот, они одлучуваат и веќе одлучиле што они сакаат. Да слушаат, да јадат, да прават и да одлучуваат во нивните животи. Значи, иако се наше дело, ние не можеме да ги правиме да бидат роботи, они ќе си одлучуваат што они ќе прават.
И можеби ќе прават работи кои што ние никогаш не сме им кажале да прават. Само за да еден ден да кажеме, леле, колку добро си го направи ова. Ја никогаш не ти реков да го правиш тоа, ја никогаш не те натерав да го правиш тоа, не ни замислував дека, не ни сакав да те натерам да го правиш тоа, ама види ти го направи тоа. И нивните добри дела, нивното однесување ќе си биде нив начин на одлука. Нема да биде мојот и на Ребека. Истиот начин, Бог вика, јас те создадов, те направив, сега движи се. И ти одлучуваш за тие добри дела, колку ќе направиш од нив. Тебе ти е дадена можноста да ги направиш, тебе ти е дадена способноста да ги правиш, тебе ти е укажано да ги правиш, но ти одлучуваш колку, во колкава мерка, кога и како ќе ги направиш. Дали го разбираме овој дел? И затоа во сите твои добри дела Бог е заинтересиран. И вели, заинтересиран сум што ти ќе направиш. Може би некој ќе рече, абе добро дело е ако падне некој старче да го подигнеш. Ако му паднат компирите да му ги собереш. Не. Тоа е само како се вика тоа, принципиелно однесување. Тоа не е баш добро дело, иако може да се важи како добро дело. Што мислите? Ако еден христијанин кој што е наново роден започне една фирма, компанија, каде што 100 семејства се вработени, 100 семејства живеат од таа плата или живеат од тоа и се благословени секој ден. Што мислите? Дали ќе го дефинираме тоа како добро дело или обично дело? Бог знаете како гледа? Вика, бидејќи е мое дело овој човеков, а ја започна фирмава, јас ќе бидам заинтересиран не само за него, него се интересирам за тоа што го започна, се интересирам за тоа како ги прави нештата, се интересирам тоа како одлучува за нештата, се интересирам за сите вработени што се во таа негова фирма, се интересирам за сите плати што он ги дава. Го разбираме овој дел? Бог е заинтересиран за сите работи што ги правиш, независно што ти ги нарекуваш духовни и световни. Или како да кажам, секуларни. Некој каже, еднаш кажа, Александар ми каже, многу смешна работа, и ден денеска се смеам, и може би ќе навреди некој од тие кои што може би го прават тоа, ама знам разговарал со некој оџа. Знаете што е оџа? Океј. Подобри да не знаете, ама чим веќе знаете. Разговарал со него и се збореле за многу нешта и седат некаде и оџа пали цигара. А пред тоа му зборува, твојот живот мора да биде пример, ти мораш да бидеш свет човек, светоста и пали цигара. И му вика Александар, како бе ти вака, ти оџа, а пушиш цигара? И овој се мислил, ова приватно е. Значи, ово приватно време го правам. Значи, не сум, ова сега излегувам надвор од тоа што ти зборев цело време, ова приватно е. Во нашиот живот не постои службено и приватно. Тоа во светот така се дефинира. Значи, во твојот живот не постои, Бог не ги дели така работите, да каже, ова работава, како едно дете кое што разговаравме и цело време збореше нешто. Се што правам во животот мора да биде Божјо, мора да биде инспирирано од Бог. И сега ние му збораме, не е така, знаеш, не ги разликувај толку црно и бело, значи Бог е заинтересиран за се. Не. Седиме еден ден, му ставаме, викаме, сакаш ли да се напиеш Кока-кола? Како не, жеден сум. Му ставаме Кока-кола и го чекам да ја испие. Викам, ај сега те прашам, Кока-колава христијанска или не е? Каква е? И се збуни детето. Викам, да ми останеш збунет додека не те одзбунам. Бог не ги гледа Бог не го гледа тоа секуларно и свето. Се што ти правиш, Бог е заинтересиран. Освен ако не дилаш дрога и не убиваш луѓе, значи тоа може би за тоа не е многу заинтересиран, или ќе ти го смени паметот. Али Бог е заинтересиран за сите работи што ти ги правиш. За сите нешта во твојот живот. Ја и ти, или пак некогаш може би некоја религиозност не научила така да размислуваме, ова е приватно, ова е службено. Павле вика, јас сум ви како отворена книга, било кој да дојде може да чита. Знаете, има едни
Има едни, како, не знам како да ги наречам, ги има обично во музеи, ги има во хотели, ги има во во православни црквичиња, не ги има секаде. И таа се вика книга на, не знам како се вика, значи, на благодарност. Или пак, едноставно, ако сакаш да, ако си се запрепастил и доаѓаш таму и запишуваш, фала многу, јас се викам тој, нели, многу ми беше убаво. И таа книга е отворена цело време. И било кој да дојде, дали некој што вика што е бре ова, ичте ми се, значи и за него е отворена. Доаѓа некој што се интересира, и за него е отворена. Доаѓа некој кој што секакви луѓе доаѓаат, али таа е отворена таа книгата. И Павле вели, слушнете, јас сум мојот живот е отворена книга, било кој да дојде, да може да ја чита. Верник, неверник, пријател, непријател, свет, несвет. Секој може да ја чита. И нашиот живот мора да, или требало да биде, е замислен да биде таков, отворена книга. Нема службено и приватно. Немаш ти што да се мислиш, ова го правам за Господ, а ова за ѓаволот. Нема такво нешто. Така испаѓа. А кај работиш ти? Чути за ѓаволот работам. А кој ти да плата? Ѓаволот ми да плата. А ти за кого живееш? За Исус живеам. Али тој што ми да плата е ѓаволот. Така испаѓа работава. Така ги делиме ние нештата, додека Бог вели, слушнете, моје дело сте, создадени сте во Христос Исус за добри дела, Бог однапред ги подготви. Са што значи тоа Бог однапред ги подготви? Дали тоа значи дека ти не смееш да се поместиш во твојот живот додека ти не дознаеш едно од тие дела да го правиш? И ти си велиш, ја нема да правам ништо во животот, не смеам ништо, зашто ако направам нешто помалце или повеќе од тоа, Бог ќе ме казни. Знаете како Бог ги рачуна работите, како ги смета? Ги смета во благодат и во љубов. И вели, овој и да ја утне, и да ја сгреши, пак ќе го покрием со благодата и пак ќе го исправам на правиот пат. И ангелите вика, добро Господи, колку пати? Колку пати ќе го исправиш? И таткото ти вика, ај, се сете се што каже Исус за простувањето. 7 пута колку? 7 по колку? Леле. Дали знаете една работа што ангелите на небото и сега тие што се околу вас, што ги чуди секогаш? Ја не знам дали вие сте разговарале со ангелскиот свет. Ја имам можност да разговарам често со нив. Да ги слушам. Едно нешто што секогаш не може да го разберат. Значи тоа не го разбираат и уште 10.000 години да живеат. Или ние да бидеме на земјата. Не разбираат како е можно толку многу благодат да ни се дава на нас. Грешиме, паѓаме, некои од нас прават глупости, некои прават будалаштини, некои прават помали и помалце, некој се крие, некој не се крие, некој јавно вика, некој тивко кажува. И пак Бог вика благодат. Покрива. И ангелите те гледаат и викат, како бе, како може ти да доживаш благодат цело време? Зашто? Затоа што не се сеќаваат. Они имаат во нивната меморија дел, каде што знаат дека тие кои што беа исти како нив, 1/3 од нив, не од некој, видите, тие што падна не беа тие паднати од секогаш, тие беа како нив. И вика, една грешка и беа тргнати доле по пеколот. Една грешка, едно бунтување, а ние се бунтуваме цело време. Не, ја не сакам вакво нешто. Не, тој, брат, очи да не му видам. А брат го нарекува, сестра го, не, никако, со тој не сакам ништо да зборам со него. Една грешка, паднаа сите. Ние, 1000 грешки и пак таа благодат покрива. Постојано. И они тоа им е како мистерија. Постојано се околу нас и не може да го сватат тоа. Едноставно што прават го прифаќаат. И содействуваат. И викаат, чим Бог ги прифаќа, и ние ќе ги прифатиме. Чекате, да не претерам со време. Добро сум. Така да Бог е заинтересиран за се што правиш во твојот живот. За сите нешта во твојот живот. За сите потреби што ти ги имаш, он веќе ги знае. За сите намери што сакаш да ги направиш, он веќе има представа што ќе направиш. Веќе има представа. Ај само врати се назад во истата во Ефешаните, само еден дел, само ќе го нагласам, иако имав многу стихови да ви објаснам денеска, ама можеби се доволни. Прва глава идеме 11 и 12 стих.
каде што зборува, и ако читате некои други преводи, македонски можеби малку е скудно или каосиката, малку е не како да го кажам, али добро, отприлика е добро преведено, да кажем. И вели вака, во кого и ние бевме избрани за наследници, зашто бевме однапред определени според намерата на некој што прави се по советот на својата волја, за да бидеме за величање на неговата слава, ние кои веќе од порано се надевавме во Христос. И што е поентата на овој стих, или што е поентата на целата оваа глава? Бог ти кажува на тебе, слушај, јас точно знам кој си ти. Ја точно знам што направив со тебе. Види се себе си како дело, живо, делотворно, во реалноста во која што живееш. Одлучувај, биди воден од Светиот Дух и прави дела, добри дела. Ај само уште еден стих, мора мој стих да ви го малку да го објаснам. Мислам дека е 1 Петрова. Мислам дека е таму, ако го сгрешиме, тоа ќе ви се извинам. 1 Петрова, 2 глава, 16 стих, некаде. Мислам дека е тука некаде. И таму зборува за, вели Петар, вика, покорувајте се немој да се бунтувате, затоа што се создадени за добри дела. Мислам дека е тука некаде. Тука некаде, сигурно. Чекај. Ајде, 12 стих. Вели вака, од 11. Мили мои, ве молам, како тугинци новодојдени, да се воздржуват од телесните покоти кои војуваат против душата. Однесувајте се примерно многобожците, токму во она за кое што ве клеветат како злосторници, така што врз основа на вашите добри дела, не вика на Божите добри дела во вашиот живот, него она што вие ќе одлучите да го правите, Бог го почитува тоа, Бог го гледа тоа и Бог ќе го благослови тоа. Многу често порано многу се прашав, како може Господ те благослови тебе? Праведник. Нешто мути таму прави, го гледам ја од страна. И си викам, не може, ој ќе пропадне. А Бог вика, не, заради праведноста, заради неговите дела, јас сум заинтересиран за него. Ќе го благословам. И потоа вели вака, вели, така што врз основа на вашите добри дела, кога ќе ги видат, да го прослават Бог во денот на посетата. Во тебе има Свети Дух, тука ќе завршиме. Тука јас ќе завршам, потоа ќе продолжи овој Чичково. На тебе ти е даден Свети Дух. На тебе ти е дадена љубовта. Дадена ти е надежта. Дадена ти е верата. Дадено ти е се што ти е потребно за живот и за побожност. Даден ти е ум, кој што треба си го чуваш. Многу добро. Дадена ти е можноста да одлучуваш, дадена ти е волјата. Сега не е до мене јас да те терам да правиш добри дела. Сега, до сега и од сега да му дозволиме на Светиот Дух да не инспирира. Затоа ја облеков ова мајца. Биде инспириран, да не инспирира за тие добри дела. Ние некогаш мислиме дека тие се обични дела. Не, Бог е заинтересиран за твоите дела. Дали тоа ќе биде цртање, дали тоа ќе биде пеење, дали тоа ќе биде фирма, дали тоа ќе биде работа, дали тоа ќе биде создавање на нешто. Независно Бог, затоа што го имаш Светиот Дух, Бог е заинтересиран за се што правиш во твојот живот. Имаш фирма, имаш компанија, имаш нешто, имаш некој талент, Бог е заинтересиран за тоа. Ако не беше заинтересиран, немаше да го прави ова дело во тебе. Бог е заинтересиран за се што правиш. Кога учиш у школа, Бог е заинтересиран за тебе. Дај Боже да ми кажеше некој порано дека е заинтересиран, барем ќе учев. Ја мисля дека не е заинтересиран. Ја викам, Бог е заинтересиран у школа, каква школа? Тој се интересира за нешто друго. И не учев. Али секоја знам дека Бог е заинтересиран и за твоите оценки, и за твоето школување. Е заинтересиран, знае. Имаш еден познат проповедник, и тука ќе завршам. Девојчето негово не можело да совлада некој текст. Едноставно читала, не може. Не разбира. Нели кој не разбира, како викаме ние? Не разбира. И таткова рекол вака, слушај, се мачиш ти те гледам со оваа лекција. Ај вака ќе направиме. Рекол, ајде ќе се помолиме малце. Ќе се помолиме за што? За некој текст по хемија, Бог е заинтересиран за текстот по хемија?
Рекол, да, Бог е заинтересиран за се во твојот живот. И се помолиле и го рекол, Господи, помогни да го научи овој текст. Девојчево после тоа, како да го знаела цел живот тој текст, го учи најдобро во класот. Зашто Бог одговара молитви од таква врста? Затоа што е заинтересиран за твојот живот. Затоа што сака ти да знаеш дека тој е заинтересиран. Сака ти да го знаеш тоа цело време. Вау. Слава ти, Исус, слава ти, Исус.